На мигрантите кои со недели се заглавени во импровизираниот камп кај Идомени на македонско-грчката граница, неколку пати им беа поделени летоци за можни нови рути до Европа. УНХЦР соопшти дека не ги дистрибуира летоците, но се уште не е познато кој го прави тоа. Летоците предизвикуваат конфузија и бес меѓу мигрантите. Сакаме да знаеме кој го објавува ова, за да можеме да донесеме одлука што да правиме. Ако не е веродостоен извор, како можеме да заминеме? Сакаме да знаеме, тука живееме во отворен затвор и не знаеме како да се извлечеме, вели Абдул Рахман од Ирак во врска со летоците. Веќе неколку пати на мигрантите им се зголеми надежта дека наскоро ќе може да минат македонско-грчката граница, која останува затворена. Кон средината на март, мигрантите илегално се обидоа да влезат во Македонија откако им беа поделени летоци за тоа каде да се движат. Тие потоа беа вратени од македонските безбедностни служби. Мигрантите се плашат дека ако го напуштат нивниот импровизиран камп, ќе бидат многу далеко од границата при евентуалното нејзино повторно отворање. Грчките власти ги информираат дека не постои таква опција и се убедуваат да ги уверат да заминат во официјалните прифатни центри, каде што условите за живот се многу поповолни отколку во кампот кај Идомени. Од време на време има и такви кои си одат, но според податоците во изминативе неколку дена само околу 1000 го напуштиле кампот во кој има над 12.000 мигранти. Има случаи на оние што повторно се враќаат во Идомени, жалејќи се дека ниту во прифатните центри условите не биле подобри. Другиот камп е воен, бевме обкружени од војници. Тоа беше безбедносна зона и се чувствувавме како затвореници. Не можевме да се движиме слободно и за секое одење негде ни требаше дозвола, вели Инас од Дамаск. Мигрантите постојано протестираат во кампот барајќи отворање на границата. Тие ја блокираат пругата меѓу Грција и Македонија. Вчера пак подигнаа лажни гробови како дел од нивниот протест за да покаже дека тие би можело да умрат доколку останат таму. Во исто време, на Егејско море и натаму има обиди за илегално минување на луѓе од Турција кон Грција. Сепак нивниот број е намален поради заострените контроли на турската крајбрежна стража, договорени меѓу Турција и Европската унија. И натаму останува загриженоста за тоа дали овој договор е правно исправен и ефикасен. Многумина оценуваат дека привлеченоста на Европа не може да биде уништена со некаков договор. Затоа, според нив, трговците со луѓе најверојатно ќе се фокусираат врз нови патишта. Во Турција има над 2.700.000 сириски бегалци. 1 милион луѓе само во минатата година го преминаа Егејското море на пат кон Германија и Шведска.